Stočarите, zemjodelcите, lovđijite, ribarite i pčelarite veke se slobodni. Tije bez problem svojite proizvodi i ulov ke može da go prodavat na svojite kućni pragovi ili vo farmite, odluči državata so nov pravilnik. Što ovake znači, za napred spomenatite. Меѓутоа, индивидуалниот земјоделец, индивидуалниот сточар или луѓето кои што произведуваат на бавча 2 декара, пола декара или 2 реда пипер, може да го продадат на пазарот или слободен пазар. Ние како синдикат пред 2-3 години планиравме и баравме мерка да има либерален пазар и човекот кој што произведува ориз да го однесе надвор од државата или внатре во државата каде што ќе сака да го продаде. Мислам дека оваа мерка е за поздрав. Odlukata koja na proizvoditelite im gi zatvori vratite na pazarite i vo golema mera im go iskomplicira život od ima staž od 10 godini, koga na primjer se zabrani prodažba na sirenje, mleko i mlečni proizvodi na pazarite. Имаше некој од таа страна на пазарот, не тук. Таму имаше едно посебно оделение, како да го кажеме, и имаше и урда и сирење. Таму имаше место за продажба на сирење, на урда, на такви млеко, млечни производи, имаше и си продаваа луѓето, ама некако не успеа тоа, не може да профункционира. Зашо не е функционирало, не знам. Дали немаше кој да ги оттера од улицата, а става чешма, топла вода, се имаш. Уред, може па да ги стават, климичка има, се имат. Сега државата на сите им ја врати слободата, но со услов. Доколку станува збор за продажба на месо од дивеч, риба или месо од сопствена фарма, потребен е претходно да биде прегледано од обучено лице, а ако станува збор за крупен добиток, потребно е да биде прегледано од ветеринар. Велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Слободната продажба на мало земјоделците и сточарите ќе ги врати во живот зашто ќе имаат можност за мално значаен секојдневен обрат на пари. Истовремено ќе ги избегнат и уцените на откупувачите и преработувачите, па пазарот ќе се само регулира по принцип понуда и побарувачка, објаснуваат аналитичарите на пазарот. Сепак, освен во делот на здравствено-санитарните стандарди, ограничувања има и во количините кои ќе можат да се продаваат. Така пчеларите ќе можат да продаваат по 1000 килограми мед годишно, производителите на јајца по 350 броја неделно или 18.000 годишно и слично. Новиот правилник кој се однесува на досега кажаното ќе важи од 1 септември.